Почитувани советници, за работата на третата седница на Советот на општина Кавадарци, закажана на ден 3.12.2021 година, ја отварам третата седница на Советот на општина Кавадарци. На седницата присуствуваат сите советници, 19 на број. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница доставен е и записник од втората седница на Советот на општина Кавадарци, одржана на ден 15.11.2021 година. Дали има забелешки по записникот од втората седница на Советот на општина Кавадарци? Ве молам, кој е за усвојување на записникот од втората седница на Советот на општина Кавадарци? Констатирам дека е усвоен записникот од втората седница на Советот на општина Кавадарци. Со решението за свикување на денешната седница имате добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес 3.12.2021 година. И тоа: број 1. Предлог одлука за трансфер на финансиски средства на Општинска изборна комисија Кавадарци од буџетот на општина Кавадарци за 2021 година за подготовка и спроведување на локалните избори во Република Северна Македонија 2021 година. Точка 2. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2021 година се иззема од дневниот ред. Точка 3. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за домашно долгорочно задолжување во рамки на вториот проект за подобрување на општински услуги се иззема од дневниот ред. Точка 4. Предлог одлука за финансиско учество во проектот реконструкција на коловоз на улица Слога во општина Кавадарци се иззема од дневниот ред. Потоа редоследно се менуваат точките. Под број 2. Предлог одлука за утврдување на потреба до рисување на урбанистичко-планска документација за објекти надворот плански пофат. Точка 3. Предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена на бесправно изградени објекти со намените на земјиштето. Точка 4. Предлог одлука за откажување од користичко право на недвижен имот катастарска општина Кавадарци. Предлог 5. Предлог одлука за давање на трајно користење на недвижни средства училишна спортска сала на основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци без надомест. Точка 6. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет број 37/27 поведен пред Основен суд Кавадарци. Точка 7. Предлог одлука за продажба на движни ствари по пат на електронско јавно надавање. Точка 8. Предлог одлука за примање донација, рамки за реклама од Друштво за производ трговија услуги Кожувчанка до увоз извоз Кавадарци. Предлог одлука за примање донација, градежни работи за изградба на нов парк Киро Крстев од Друштво за производство трговија услуги Кожувчанка, Друштво со ограничена одговорност увоз извоз Кавадарци. Предлог одлука за давање одобрение за користење на името на општина Кавадарци во називот на Сдруженијето за унапредување на туризмот и заштита на животната средина Green Planet Кавадарци. Предлог правилник за начинот и условите за користење, сервисирање и одржување на службените возила собственост на општина Кавадарци. Предлог одлука за избор на член на совет на општина Кавадарци кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашање на конфликт на интереси на градоначалникот на општина Кавадарци. Предлог програма за обезбедување на бесплатно користење на лизгалиште за мраз за учениците од основните и средните училишта во општина Кавадарци. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Кавадарци. Предлог изменување и дополнување на програмата за работа на јавно предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци за 2021 година, донесен од управен одбор на јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци. Предлог за работа на локален музеј Кавадарци за 2022 година, донесена на управен одбор на локален музеј Галерија Кавадарци. Предлог решение за давање позитивно мислење на програма за изведување на училишни екскурзии и други слободни активности на учениците на Основно општинско училиште Димката Ангелов Габрот, село Ватоша за учебната 2021-2022 година. Предлог решение за давање позитивно мислење на програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците на Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци за учебната 2021-2022 година. Предлог решение за давање позитивно мислење на програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од Основно општинско училиште Тошо Велко Пепето за учебната 2021-2022 година. Предлог решение за давање позитивно мислење на програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците на Основно општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци за учебната 2021-2022 година. Предлог решение за давање позитивно мислење
на програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учениците на Основно општинско училиште Тоде Хаджитефов, Кавадарци за учебната 2021-2022 година. Согласно член 59, став 1, алинеја 3 од деловникот на работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за распределба на средства во буџетот на општина Кавадарци. Согласно деловникот, молам да се произнесеме за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно сите се за. Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка 22. Предлог одлука за распределба на средства во буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Согласно член 59, став 1, алинеја 3 од деловникот на работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет број 58/21 поведен пред Основен суд Кавадарци. Согласно деловникот, молам за произнесување на предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно сите се за. Значи, констатираме дека е усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка 23. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебни односи во врска со судски предмет број 58/21 поведен пред Основен суд Кавадарци. Согласно член 59, став 1, алинеја 1 од деловникот на работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет број 47/21 проведен пред Основен суд Кавадарци. Согласно деловникот, молам за произнесување на предложената точка на дневен ред. Кој е за? Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка 24. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет број 47/21 поведен пред Основен суд Кавадарци. Согласно член 59 став 1 алинеја 3 од деловникот на работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница. И тоа: предлог одлука за давање на согласност за судско порамнување. Согласно деловникот, молам за произнесување на предложената точка за дневен ред. Кој е за? Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка број 25. Предлог одлука за давање согласност за судско порамнување 70/21. Согласно член 59 став 1 алинеја 3 од деловникот на работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за давање на согласно за судско порамнување број 79/21. Согласно деловникот, молам за произнесување на предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно е усвоен овој амандман. Значи, констатирам дека усвоен предложениот дневен ред да се дополни с точка 26. Предлог одлука за давање согласно за судско порамнување 79/21. Согласно член 59 став 1 алинеја 3 од деловникот на работа на Советот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: наративен извештај за работата на установа од областа на културата, културно-социјален простор Подиум Јадро Кавадарци, јануар-ноември 2021 година. Согласно деловникот, молам за произнесување на предложената точка на дневен ред. Кој е за? Констатирам дека усвоен предложениот дневен ред да се надополни со точка 27. Наративен извештај за работа на установа во областа на културата, културно-социјален простор Подиум Јадро Кавадарци, јануари-ноември 2021 година. Доколку има и други предлози за измена и дополнување на досегашниот изменет дневен ред? Дали има? Нема. Доколку нема, имам предлог да дополнување на нова точка на денешниот дневен ред. Тоа е предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2021 година. Преминување на дали кој е за дополнување на дневниот ред со оваа точка? Едногласно е усвоена. Значи преминуваме доколку нема други предлози, го заклучуваме денешниот дневен ред за денешната втора седница на поред и го ставаме на гласни. Кој е за дневниот ред за денеска? Преминуваме на разгледување на точка 1 од предложениот дневен ред.
Предлог одлука за трансфер на финансиски средства на Општинска изборна комисија Кавадарци од буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година за подготовка и спроведување на локалните избори во Република Северна Македонија за 2021 година. Отварам претрес по наведената точка. Дали има некој за збор? Бидејќи никој нема за збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Заедно со амандманот. Едногласно усвоена точката. Отворам претрес по втората точка. Тоа е предлог одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отворам претрес по оваа точка. Дали има некој за збор? Бидејќи никој нема за збор, ја затварам претресот на втората точка и исте ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Отварам претрес за третата точка, а тоа е предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена на бесправно изградени објекти со намените на земјиштето. Отварам претрес по оваа точка. Кој е за? Дали има некој за збор? Бидејќи никој нема за збор, ја ставам точка за гласање. Кој е за? Едногласно усвоена точка. Точка број 4. Предлог одлука за откажување од корисничко право на недвижен имот на катастарска општина Кавадарци. Дали отварам претрес по оваа точка. Дали има некој за збор? Бидејќи никој нема збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Предлог одлука за давање на трајно користење недвижна ствар училишна спортска сала на Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци без надомест. Отварам претрес по оваа точка. Дали има некој за збор? Бидејќи никој нема разбор, ја ставам на гласање. Едногласно усвоена точката. Точка 6. Тоа е предлог одлука за давање согласно за склучување на судска спогодба на меѓусебни односи во врска со судскиот предмет број 37/21 поведен пред Основен суд Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка. Дали има некој за збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам на гласање точката. Кој е за? Едногласно усвоена. Седма точка. Предлог одлука за продажба на државни ствари по пат на движни ствари по пат на електронско јавно надавање. Отварам претрес по оваа точка. Дали има некој за збор? Повели Вукомелов. Почитувани колеги советници, председател на совет, градоначалник, граѓани, медиуми. Ќе бидам краток на оваа точка, само сакам да ми се даде соответно образложение зошто се продават, како се вели, подвижните ствари. Тоа мисля, че не се однесува на јавното предпријатие комунација. Може да се даде само образложение за точката. Ви благодарам. Дали повели Весна? Почитуван градоначалник, почитуван председател. Почитуван председател на совет, колеги советници, граѓани, медиуми. Во врска со оваа точка разговаравме на Комисијата за имотно-правни прашања. Се работи за побарувања по основ на стечајна постапка од доверителот кој што се јавува комуналец како доверител при побарувањата од МИК кој што беше во стечајна постапка, постапката е завршена. Од распределбата на стечајниот имот се поделени движни ствари фактички и така е намирено побарувањето по остав на стечајната постапка. Поради тоа на комисијата го разгледовме, секој оде тоа со јавна продажба, мора така да се постапира и тоа што таков е законот и начинот на продажба на тие средства, што се земени по стечајното побарување на комуналец од МИК. Нешто друго, ако можам да образложам тоа. Благодарам, Весна. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој не бара разбор, ја го затворам претресот за оваа точка и сте ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Предлог одлука за примање донации од Друштво за производ тргови услуги Кожувчанка, Друштво за ограничена одговорност, увоз и извоз Кавадарци. Отворам претрес по оваа точка, дали бара некој збор? Бидејќи никој не бара збор, ја затворам претресот и сте ставам на гласање. Едногласно усвоена.
Одиме на 9-та точка, предлог одлука за примање донација градежни работи за изградба на нов парк Киро Крстев од Друштво за производ трговија и услуги Кожувчанка, Друштво со ограничена одговорност, увоз и извоз Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, дали има некој за збор? Бидејќи никој не бара збор, истата ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. 10-та точка, предлог одлука за давање одобрение за користење на името на општина Кавадарци во називот на Сдруженијето за унапредување на туризмот и заштита на животна средина Green Planet Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, дали бара некој збор? Бидејќи никој не бара збор, истата ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. 11-та точка, предлог правилник за начинот и условите за користење на сервисирање и одржување на службените возила сопственост на општина Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, дали бара некој збор? Бидејќи никој не бара збор, истата ја го затварам повели. Даниела Ивановска, повели. Почитувани, присутни, вака сега го поздравувам правилникот, сметам дека е во ред како што го прочитав. Посебно ме интересира член 2.6. Дали доследно се почитува и кои се казнените одредби доколку не се почитува овој член и оваа точка. Затоа што имаме забелешки дека најчесто прекршоците се во овој дел. Повели градоначалник. Почитувани советници, почитуван председател на совет, со оглед на потребите на општина Кавадарци и дејности кои што ги обавуваат службениците, ние од претекли известен период имаме формирано повеќе служби, тоа е моја општина, тоа е инспекторска служба во делот на сообраќајот и комуналната дејност, комунални инспектори и претежно возилата каде имаме дежурства, а имаме секојдневно дежурства во делот на распределувањето на овие служби што ги спомена пред малку, пошто имаме чести пријави во кол центарот на 13300, а и да немат пријави, имаат обврска во делот на дежурства, најмалку 2 до 3 часа да излезат на терен и да свртат во делот на нивните реони, да ги согледаат доколку има проблеми во делот на нарушување во тоа што значи дејност во општина Кавадарци. Обично ги гледаат уличните осветлувања, злоупотреба со пуштење на вода, сега поготово зимниот период во делот на загадувањето и некои индивидуалци кои што користат несоодветен материјал за загревање и инспекцијските служби кои што работат во делот на контроли на таксисти, контроли на јавни површини, паркирање на зеленило. Во тој случај мислам дека имаме дадено одобрение да ги користат возилата со таа намера. Има случај во општина Кавадарци кај што имаше злоупотреба на користење на службено возило. Од моја страна како градоначалник беше покрената соодветна постапка, имаше кривична постапка за таа работа и има исход со условна осуда на службеното лице. Така да секое неправилно користење на возилата до сега гледаме да го пратиме и да биде санкционирано, а плюс можем да укажем дека сите возила кои што ги имаме имаат GPS уреди, така да проверлива работа и за текот на работното време и надвор од работното време дали се користат вон оние насоки кои што се дадени во делот на нивните ингеренции. И брендирани се возилата, така да секој граѓанин, тука биде повеќе или секој кој ќе се гледа дека неправилно се користи возилото или било што, а и пак ќе кажам интерна служба, би го санкционирале соодветно според тоа што го направи како неразгледност. Благодарам, градоначалник. Дали бара некој друг збор? Бидејќи никој не бара збор, го затварам претрес по оваа точка и истата го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Одиме на точка број 12. Предлог одлука за избор на член на Совет на општина Кавадарци кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашање на конфликт на интереси на градоначалникот на општина Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, повели председателот на мандатна комисија. На Комисијата за мандатни прашања беше донесена одлука ова лице да биде заменик градоначалникот доктор Тони Нешковски. Добро. Повели градоначалник. Значи, во делот, пошто доаѓаме од приватниот сектор и често пати се споудараме помеѓу општината и
моја компанија или семејни релации или родбински релации со луѓе кај што треба да имам заменик во тој дел, во делот на препишувањето на конфликт на интереси. Тоа беше и претходно така. Има една мандатна дојка доколку е донесен да биде тој нештоски. Јас предлагам да бидеме уште по-транспарентни во тој дел и во лично моја заштита и нормална објективност на населението и сите работи, можеме да дадеме и уште еден член доколку дозволуваат правата и условите за конфликтни интереси, да бидат двајца се подпис, да не биде на само една страна. Јас би предложил Законот бара член на советот. Значи минимално еден член, така? Да. Али може да бидат двајца со заменичко или со заменичка функција или па со врзан подпис. Ова е дополнително кој што би сакал да биде по-транспарентно и по-објективно. Доколку сметате. Законот бара член на советот во случај на конфликт на интереси да се Ама тоа се определи од јава страна на често. советот. Често се јава конфликтите на интереси, се јава мои луѓе од семејство, од А за роднинска сето тоа, врска да советот ќе прават биде известен продажба на кои се тие имот, случаи. договори или било што. Јас значи еден член задолжително, доколку мислите дека има потреба, еве Вуко како координатор. Законот не бара, меѓутоа би како биде сметате. уште еден член од ваша страна, па нека биде и со врзан подпис од на 20 членови и пак си вади транспарентно на совет целото. Да. Предлогот на градоначалник го ставам на гласање. Дали има некој претрес, дали има некој збор околу тоа, објаснување? Повели Мелов. Вака, ние имавме сега пред малце координација, јас сум прв пат запознаен со овој предлог. Мислам дека ако веќе се оди со таков предлог, треба да повикаме пауза, да седнеме, да го дефинираме како би изгледало, дали да биде еден член, дали да биде два члена, со цел да знаеме што точно се предлага и да излеземе конкретно со предлог на мислам со конкретно дефиниран предлог. Ја барам пауза од 10 до 15 минути со цел да може да се дефинира. Добро. Повели Тони Нешковски. Благодарам, председателе. Послушнав предлогот на градоначалникот. Значи, доколку нели се прифати ова страна на советници, нели колегата кажа да се викне пауза. После таа пауза нели треба да има мандатна комисија кај што нели тој друг член од советот, доколку се договориме, треба да биде поминат на мандатна комисија. После тоа тука на советците да донесеме одлука. Добро. Тоа беше договорено. Добро. Значи, предлогот е да бидат двајца, по законот вика минимално еден, а да бидат со врзан подпис во делот на донесување на одлука и после нормално да биде пак на совет или по-транспарентно. Добро. Значи пауза од 5 до 10 минути. Почитувани советници, продолжуваме, значи со точката 12, тоа значи беше предлог одлука за избор на член на Совет на општина Кавадарци кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашање конфликт на интереси на градоначалникот на општина Кавадарци. По паузата од 5 минути заседаваше мандатната комисија. Повели председателе Петар Николов. На мандатната комисија во врска со предлогот што беше доставено беше едногласно усвоено да втор советник со врзан подпис да биде советникот Јован Златевски, кој ќе учествува во одлучувањето каде што треба да бидат на конфликт на интереси градоначалник. Во ред. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Одиме на предлог одлука за обезбедување на бесплатно користење на лизгалиште на мраз за учениците од основните и средните училишта во општина Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка. Дали има некој за? Повели Мелов. Точка на дневен ред е бесплатно користење на лизгалиште за мраз на ученици од основни и средни училишта. И ова е во ред. Се бараат 6.000 денари првично како трансфер до јавно предпријатие за стопанисување спортски објекти Јасмин за покривање на трошоци на електрична енергија. Тоа е првичното барање.
А после тоа со амандман се прави промена во која што не се дефинира за што ќе се користат тие средства. Тоа е едната работа. Втората работа е во делот на комерцијалното користење, односно комерцијалната употреба, бидејќи тука е регулиран делот само до 16 часот кој што се однесува на бесплатно лизгање на деца од средно и основно училиште. Во рамки на Комисијата за спорт и во рамки на Комисијата за финансии побаравме да ни биде доставен соодветен документ со кој што ќе ни биде со кој што се регулира делот на комерцијалното користење на лизгалиштето. Ние немаме увид врз основа на ова дали лизгалиштето е во собственост на спортската сала или е на одреден приватен стопанственик. Ако е во однос на спортската сала, тоа спортската сала стопанисува и наплаќа во делот на комерцијалното користење на лизгалиштето. Ако е на приватен стопанственик, како се регулирани како се регулирани договорните односи, значи треба да постои соодветен документ, договор помеѓу спортската сала Јасмин и приватниот стопанственик, како се регулирани односите помеѓу двата субјекти. Го побаравме тоа и не ни беше дадено ништо во однос на тој дел. Иначе идејата за лизгалиште е добра, корисно е да деца од средно и основно училиште го користат ова, да дел од своите часови по физичко и здравствено образование да ги минуваат на ова лизгалиште као еден нов спорт, една новина во општина Кавадарци, меѓутоа спорен е делот во однос на комерцијалното користење. Ви благодарам. Благодарам. Повели градоначалник. Почитувани, 3 години поред го користиме лизгалишто. Лизгалишто е во приватна собственост и поставувањето, трошковите, одржувањето на лизгалишто и целокупните трошкови материјални од делот на вработен па до делот на соодветен инструктор, одржување материјални трошкови си ги плаќа приватен инвеститор и врз основа на комерцијалното работење после 16 часот делумно ги покрива и тие трошкови. Лизгалишто како такво, од моја информација е тешко рентабилно и тешко префтабилно, али благодетот, како што спомна и Вуко, е во делот на тоа што децата до 16 часот во делот на образовниот систем го користат бесплатно, се едуцираат и се развива и културата во делот на лизгањето. Ја денес имам два предлога. Едниот предлог е доколку оде на истиот начин, јавниот, односно приватниот партнер да се направи договор со спортската сала Јасмин како јавен објект, дека од 16 часот па до 23 го користи за делот на комерцијалниот дел, или во спротива имаме година како Ланста, ми се чини што беше, што само 10 дена го користивме игралишто, пошто температурите беа нелагодни, односно беа високи за користење на лизгалишто. Вториот предлог, доколку го прифаќате, а мислам дека ќе согласи и приватниот партнер, пошто сум во комуникација за таа работа, можеме да го дадеме донација на општина Кавадарци лизгалишто и целокупната обврска да се преземе општина Кавадарци заедно со спортскиот центар Јасмин да биде и во собственост лизгалишто со поцелна донација и комерцијалниот дел да го работи спортска сала Јасмин. Отварам дискусија по овој однос, па еве го тука и Ристо Сакалија како дел од таа спортска сала. Како се произнесете, така можеме да го довршиме. Благодарам, градоначалник. Повели Мелов. Бидејќи лизгалиштето, спомна и градоначалникот, функционира наназад 3 години, дали во претходните 3 години имало соодветен договор со кој што се регулират односите, дали тој договор се склучува на годишно ниво, секоја година или се склучува еден договор па се додека страните не одлучат да го раскинат, и како биле до сега регулирани односите, бидејќи
бидејќи многу малце информации имаме во однос на оваа работа. Во делот на ако може да се издействува да лизгалиштето како донација, со согласно секако на приватниот партнер дојде во собственост на јавното предпријатие Јасмин, ние секако ќе поддржиме, бидејќи тоа сметам дека секоја донација, секој кој што сака да донира е добра работа и ќе ја поддржиме. И мислам дека тоа лизгалиште треба и понатаму да продолжи да функционира. И во делот на инструкторите ми се чини дека зборував со одредени професори по физичко и здравствено образование кои што се жалеат дека нема постојано кога во споредба во однос на распоредот нема постојано присутен инструктор и се дешаваат повреди на деца со исчашување на некои делот зглобови, скршеници и слично. Мислам дека и тоа го добив као забелешка во однос на комуникација со нив. Значи, ние као советничка група би го поддржале доколку има волја од страна на приватниот сектор да се даде како донација и да продолжи јавно предпријатие Јасмин да стопанисува со лизгалиште. Благодарам. Повели градоначалник. Значи, на годишно ниво се склучуваат договорите, односно сезонски, тоа е негде од месец после 15 декември до крај на февруари, во зависност од зимната сезона која што имаме и температурите кои што ги поседуваат. Лизгалиштето на температури над 4-5 степени дневно не функционира, обично функционира или во ранните утрински часови, или функционира кога е температурата под нула. Така, тие годишни договори претходно ги има и цената на утврдување на плаќање беше оставена на приватниот партнер врз основа на тоа како трошок кој што ги има направен. Ја предлагам да се произнесе од спора со сала Евериста, ако може, доколку има расположение и услови да го одржават и да функционира, донацијата ќе биде остварена, ќе се склучи договор за донација, вредноста на лизгалиште е околу 18.000 евра, така да не е само да се даде донација, ја би сакал да тоа лизгалиште наредните 4 години дојдат тука да функционира, односно да јавното предпријатие Јасмин со земјањето на донацијата и биде во задолжение да го пушти во работа. Нормално со ваш кадар и сите работи. Повели. Ристе. Почитуван председателе, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, медиуми и граѓани. Ова работа дискутиравме пред 2-3 години кога требаше да се работи ова работа. Ова работа е со закон. Дојдовме до решение дека треба да амортизира општината со надокнада да плаќа струја, а бенефит добиваат учениците од средните школи што бесплатно се учат да лизгаат, ризична работа, треба инструктори. И јас сум размислувал на оваа тема многу пати, дали треба Јасмин да го има ова или не. Заради тоа што Јасмин секогаш работи со спортски клубови и издава простор. Клубовите сносат одговорност према членовите. А рекреативците што работат, лизгање до сега не сме давале, давала некоја приватна фирма што водела грижа, што е стручна, што има кадар. Не си земале таков ризик, ова ризична работа да ја работиме. И сега на свршен чин денеска да носам одлука ја во име на Јасмин не можам да донесам, а молбата од моја страна ќе биде ова година приватниот собственик да го замолиме. Атер за учениците да го доработи ова. Грешка е формулирано, требало во буџет да стават донација по основ на како што ги добиваме другите пари, по основ на бенефицирани цени на клубови, а клубови се и клубот за тенис и клубот за лизгање и додуша и таков клуб нема регистрирано за наредна година, ако овој интерес биде, ако треба да прифатиме, мораме да регистрираме клуб за таа работа, да бидеме покриени, да не одиме денеска точка, утре одлука и третиот ден па растурање, па враќање назад, да не ги комплицираме работа. Ако вие стручно работеле до сега, немали инциденти или ги сноселе последиците од инцидентите, да ги замолиме ова година да тераме така, да не ги прекинеме учениците, и Јасмин како сала добива толку пари колку што струја троши. Ние просто го издаваме по тој основ взимаме пари. Друго решение нема да најдеме брзо. После завршувањето на сезоната нас ни треба време да видиме што можеме за наредна година да направиме. Донација е добродојдена, али работата треба да продолжи со ефект. Треба да се провериме, да видиме
И да дадеме идеја, ако има интерес од таа работа, лизгалиште да се прави, како што направивме пливачки клубови, секако што ми инсистирал, како што имаме кикбокски клубови, значи сите дисциплини што се пријавиле, дали интерес да работат. Ние сме им помогнале да регистрираме клуб и некој мал дел од пари даваме на клубот. И ако таквиот клуб е нов, и ако треба да го субвенционираме, ако е закупар, ние од буџетот да одделиме пари, ама тоа за наредна година. Ова година немаме време. За 5 дена треба, ако биде времето такво, чилерот треба да го уклучиш, троши енергија, значи сум мерал дека за 1 месец, ако се температурите вакви, трошиш 10.000 евра струја, нема мраз. Треба да чекаме и од природата малку. Не можам да одлучам сам, заеднички да се договориме, да не правиме политички поени преку ова работа. Треба да биде, не треба да биде. Треба да биде. Во онаа ставка кај што стоат парите за лизгалиште, ако право не е издржано, правниците да кажат, да ги намениме парите како субвенција за клубовите. Место да биде субвенција 800 милион, нека биде 1,5 милион. Правно да е издржано и да истераме така. Дајте и ваше мислење. Не можам овој товар сам да го носам. Ниту може градоначалникот, ниту било кој. Ако едно дете скрши рака, јас сум земало врска со нестручни луѓе, со чистачка од 50 години, што пола ни се, ја не гледам, другиот не оди, третиот тардија, немам таков кадар. Треба да запослиме стручни лица. Ова година да најдеме заедничко решение, да не добиеме политички поени, да оди или да не оди. Во таа насока некаде да најдеме заедничко решение и да бидеме едногласни. Благодарам. Благодарам. Повели градоначалник. Ако може вака да го заклучам предлогот, значи пошто ќе се мести лизгалишто, тој веќе е издаден простор на Црна река тениски клуб, така? И Црна река тениски клуб си плаќа надомес за издавање на тој простор, не е ставен, значи, без надомес. Лизгалишто се мести од времен карактер, месец дена, 20 дена, 40 дена, зависи од временските услови. Овие 600 дена како субвенции за струја, не значи дека ќе ги потроше спортската сала Јаспин, доколку не се намести лизгалишто и нема услови временски, нема да ги потроши. Али повеќе од тоа не смее да потроши за електрична енергија. Повеќе наредна година бараме плюс. Мојот предлог е ваков, пошто лизгалишто е дело на собственост на Црна река клубот и дело на собственост на Кожушчаните како компанија кои што го купија од Битол од 24.000 евра. Комерцијален дел малку не и многу минимално постоја, ама многу голем благодет во делот на децата и нивната социализација во делот на лизга и култура, пак ќе кажем. Ова година да биде по пракса како претходната година, со заклучок тоа дека наредната година спортскиот центар и Јаспин да го задолжиме во план и програма. Да си го ставите и лизгалишто преку Сојуз на училишни спорт. Ние лизгалишто, како две компании, ќе го дајме донација у јануари или на другиот совет, независно, ќе си го примите донација како лизгалиште, а Сојузот на училишни спортови, пошто се најкомпетентни во делот на едукацијата и спортисти, имат обврска да го менаџират, да го постават и да функционира заедно со спортската сала Јаспин. И да се биде трајна собственост на општина Кавалец, односно на спортскиот центар Јаспин. Благодарам градоначалник. Значи предлогот како што беше објаснет од градоначалникот го ставам на гласање. Кој е за? Молам да крене рака. Програмата. Со заклучокот заедно. Добро. Едногласно усвоен. Одиме на 14-та точка, тоа е предлог одлука за изменување и дополнување на одлука за определување на зонско паркирање. Не може само да седите со алтернација, да правите програма за работа, че работите, че правите деца. Нормално. Да не биде полза за плаќање струја, да не се супреме правно, да биде како субвенција за надокнада на предвидени. Абе што нормално така? Малку повеќе ќе растрчите малку, најче ќе го мрзите, ќе го галите и така. И ти си махрен така работа. Можеш да беруваш и ти. Добро, ајде да се вратиме на 14 точка. Тоа е предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, дали има некој за? Бидејќи никој не бара збор, едногласно
Не едногласие, извинувам, значи Еден воздржан. 19, 18 за и еден воздржан. 15 точка. Програма изменување и дополнување на програмата за работа на јавно предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци за 2021 година, донесено до управниот одбор на јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци. Отварам претрес по наведената точка, дали има некој за збор? Повели Веса Богива. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани колеги советници, почитуван председател, почитуван градоначалник. Јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци беше на дневен ред и минатата седница, кога го разгледувавме извештајот за работење на Микрофонот. Кога го разгледувавме извештајот, кварталниот извештај за работењето во првите 9 месеци од годината. Сега имаме на дневен ред програма за изменување и дополнување на програмата за работа за 2021 година. Јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци предлага со оваа програма промени и тоа во делот на приходи. Значи приходите според планот не се остварени и се намалуваат за износ околу 3 милиони денари. Исто така има промени и во делот на трошоци. Трошоците се зголемуваат за износ околу 130 и нешто илјади денари. Пред состанокот разговарав со представниците од јавното предпријатие и видовме дека има една техничка грешка во овој дел во износот на трошоците што биле планирани според планот за 2021 година. Ќе се потврдат уште еднаш, веројатно ќе го коригира тоа, но промената не е само значи во приходите и во трошоците, промена има и во финансискиот резултат. Јавното предпријатие според планот требаше да заврши со добивка од околу 200.000 денари, но ќе заврши со загуба од 1.500.000 денари. Приходите кажав дека се намалуват за 3 милиони денари, но загубата е само 1.500.000 денари, затоа што со оваа програма јавното предпријатие бара и дополнителни субвенции и дотации од локалната самоуправа на општина Кавадарци. Значи, дополнувањето на оваа програма се токму во тој дел. Дополнителни 1.400.000 денари јавното предпријатие ги бара од локалната самоуправа, за да може нормално да ја заврши годината, значи има потреба од средства за да ги покрие трошоците до крајот на годината, на текуната година. Во барањето, јавното предпријатие има образложено зошто бара дополнителни субвенции и дотации, значи за да ги покрие дел од трошоците, поради тоа што врши услуги, паркинг услуги, услуги со пајак на државни институции, на судски, полициски органи. Исто така и станари користат услуги со субвенционирани цени, повластени цени. Исто така е посочено дека јавното предпријатие врши и бесплатни услуги на некои институции. И тука ќе посочам дека јавното предпријатие треба да се потруди, а исто така ние тука како совет да помогнеме во тој дел. Значи државните институции треба да се плаќаат за своите услуги што ги користат од јавното предпријатие, заради тоа што јавното предпријатие нема финансиска кондиција да врши бесплатни услуги или услуги по повластени цени. Секоја државна институција си има свој буџет, си планира средства и мора да си плаќа и за овие услуги, ако сакаме ова јавно предпријатие да застане на здраве нозе, да има сигурни приходи во наредниот период, за да може да си ги покрива своите трошоци и да не биде во ситуација да доаѓа на крајот на годината и да бара дополнителни субвенции и дотации од локалната самоуправа. Минатата седница ние имавме ребаланс на буџетот. Значи буџетот на општина Кавадарци го намалихме за 18%. Тоа значи дека 18% од програмите кои беа планирани ги тргнавме настрана. Ги одложивме дали за наредната година или за некоја од наредната година. Значи во ситуација кога ние 18% од планираните програми ги тргнавме настрана, треба сега да обезбедиме дополнителни субвенции за јавното предпријатие паркинг. И тоа е пак исто проблем за локалната самоуправа, што треба да донесе ваква одлука, а одлуката е неизбежна со оглед на финансиските показатели на ова јавно предпријатие и ова јавно предпријатие да може да работи во иднина. Инаку морам да посочам дека ова јавно предпријатие веќе е помогнато од локалната самоуправа, уште во старт со планот
се обезбедени 2 милиони денари од локалната самоуправа за помош, за да може да ја издржи годината, да ги заврши сите планирани обврски. И покрај тие 2 милиона денари од локалната самоуправа има и дополнителни милион денари субвенција од комунална такса, што се како дополнителна поддршка и еднократна поддршка државна за ковид околу 600.000 денари. Така што има некако посебен третман ова јавно предпријатие во однос на другите институции. Значи сите институции имаат некаков проблем, посебно во криза, во пандемија, сега кога сме, и ние мораме да бидеме поправедни и да имаме подеднаков пристап кон сите институции. Нас не е јасно, мислам, посебно мене со оглед на овие економски бројки, овие финансиски анализи, дека ние треба да го помогнеме јавното предпријатие и за да може да продолжи да работи, но секако како совет мораме да имаме предвид и другите институции и да водиме сметка како ги трошиме средствата на општинскиот буџет. Затоа предлагам, значи, за наредната година јавното предпријатие да си направи реален план. Значи, врз база на овие бројки што ги имат остварено оваа година, врз база на реални очекувања, донесовме предлог и одлука за проширување на паркинг зоните, значи, веројатно и од тука се очекуваат дополнителни приходи, да се потрудат со државните институции повторно да се разговара и секаде каде што може да се направи напори, да се наплачат за тие услуги, и исто така и да се побара од државните институции кога користат посебно за паркинг услуги, да не ги користат атрактивните зони, државните институции да бидат малку поопштествено одговорни, да го минимално да се користи тој простор или да паркираат на некои места кои не се така атрактивни за да не прават штета на јавното предпријатие. Тие паркинг услуги да ги користат граѓаните, да си плаќат за тие услуги. Значи, за наредната година мораме да имаме во предвид сето ова што се случуваше оваа година, да ги земеме во предвид сите очекувања, така да кога ќе го добиеме планот за 2022 година, повторно ќе го разгледаме и се со цел да стварно ова јавно предпријатие да си застане на здраве нозе, што е во интерес и на раководството на јавното предпријатие и на вработените, да се земаат редовна плата и да не бидат во неизвестност дали ќе ги остварат минималните приходи што им се потребни за да можат успешно понатаму да работат. Тоа е моје видување во врска со оваа програма за изменување и дополнување на програмата за работа за 2021 година. Благодарам, советничке. Повели Јован Злаков. Почитуван градоначалник, почитуван председател, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. На втората седница што ја имавме, јас предложив да се формира работна група и да се разгледа точно како е работењето на јавни паркинзи. Меѓутоа, иако не беше формирана таа работна група, имав контакти неколку со раководителот Орце Настов, ги разгледавме некои работи и сега ми се и мене појасни, меѓутоа че инсистирам да се формира таа работна група што поскоро. И мој предлог е во таа работна група да биде составено од представници и од политичките партии по еден представник и од независните советници. И заедно со таа работна група да се изготве планот за работењето во 2022 година. Гледам дека се водат напори, правена анализа, контактиравме со раководителот Орце и на вистина треба да се обрни внимание. Јас колку што приметив, нема одлука од совет за да не се наплача на колите што ги паркират јавните предпријатија или некои што се државни во државна собственост. Нема. Штом нема, треба да си плачат. Треба да се известат со едно писмо сега пред нова година и да се знае они во која зона ќе си платат однапред за цела година. Воспротивно, затоа имаме ПАЕК службите и не треба да ни биде страм, а посебно ќе им биде чеив,
ако видам на ПАЕК службата некоја кола од УЈП или сега. За жал така е. Тоа сакам да го кажам, че ве замолам работната група да се состави што поскоро. Благодарам. Благодарам. Повели Вукомелов. Вака. Пред нас е изменување и дополнување на програмата за работа. И вели вака, се врши изменување и дополнување кое се однесува во делот на приходната страна на билансот на успех, во делот на дотации и субвенции добиени од страна на општина Кавадарци со цел покривање на дел од трошоци што јавно предпријатие паркинг реално ги има заради целите на своето постоење, односно пружање на субвенционирани и повластени паркинг услуги на граѓани, станари и неминовност од постоење на работа на ПАЕК служба заради пружање и субвенционирање и бесплатни услуги за сите државни, судски и полициски органи. И се наведува дека овие два сегменти од работењето на јавно предпријатие паркинзи се во суштина главната причина заради намалување на делот на приходите и заради тоа се бара одредена помош од општина Кавадарци. Делот на приходите е намален од 23 милиони 732 2684 дена на 22 132 2732 денари. Сега, во првичната програма е наведено овака. Од вкупниот број на паркинг места предвидено беше дека околу 46% или 460 паркинг места ќе се користат од страна на станари на колективни или индивидуални стамбени згради кои немаат паркинг места, гаражи или слободен пристап до дворни површини и со тоа повластени услови за годишна дозвола за паркирање. Значи, едниот сегмент кој што е наведен дека е причина за намалување на приходите бил познат и бил метнат во планот и програмата за работа уште во периодот, уште во минатата година кога се креирала самата програма. Исто така во делот на државни, судски и полициски органи, ми се чини дека и во тој дел има донесено и претходна одлука и го имале во предвид и тој момент од јавно предпријатие паркинзи во периодот кога ја планирале, како се вели, програмата. Сега друга работа, бидејќи состојбата со јавното предпријатие да немаме дилема е неопходна за регулирање на сообраќајниот метеж, посебно во тој дел во градското подрачје и меѓутоа состојбата во која што истото се наоѓа и загубите кои што ги бележи од година во година го прават истото неодржливо на некој среден рок. Јас малце истражував во однос на другите јавни предпријатија за паркирање во други градови во Македонија и, например, за јавно предпријатие паркинг Куманово дојдов до кои надлежности ги има јавното предпријатие паркинг во Куманово. Решавање на проблеми со паркирање, изградба на нови паркинг места, тековно одржување на јавното осветлување, сервисирање и редовна замена на светлички тела и инсталации, контрола на потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување, изградба на мрежа на јавно осветлување во делови од општината кај што нема. Значи, мојот предлог е, добар е предлогот на советникот Јован Златевски, да се формира такво тело и во тоа работно тело да ги дадеме сите, како се вели, сите предлози кои што ги имаме ние како советничка група, па и да викнеме лица од јавното предпријатие паркинзи. Мојот предлог е да, ако веќе е, како се вели, лоша состојбата со јавното предпријатие паркинзи, да се зголеми, како се вели, обемот на работа и тие финансиски средства кои што општина Кавадарци моментално ми се чини ги дава на приватна фирма за одржување на јавното осветлување, да ги дава као дотација на, на јавно предпријатие паркинг, а јавно предпријатие паркинг да го зголеми обемот на работи во делот на јавното осветлување со цел да направиме некаква си одржливост финансиска на среден и долг рок на јавното предпријатие паркинзи, бидејќи на овој начин на кој што е поставено, мислам дека е на еден среден и долг рок истото неодржливо и се надевам дека овој предлог ќе биде поддржан и од страна на градоначалникот и од страна на сите советници. Ви благодарам.
Благодарам. Повели градоначалник. Почти недолго време разговаряме за јавното предпријатие и скоро секој совет имаме по некоја точка пополнување и земање и сите работи. Јас не ја прочитав програмата претходно, а сега по вашите појаснување и гледање во делот на недоследност или каде јавното предпријатие ги губе средствата, би укажувал на неколку работи. Комплетно согласен со сите вас советници, дека треба јавното предпријатие за паркирање да биде во добра кондиција и да функционира така како што треба. Ајде да почнеме пред 2 години кога го формираме предпријатието, која беше целта, каква беше целта и како дојдиме до заклучок да го формираме. И формираме едно предпријатие јавно кое што е само во интерес на граѓаните. Претходната одлука беше да биде приватно јавно партнерство со цени двојно повисоки од сегашните цени кои ќе ги имаме и физибилите студијата на приватниот партнер кој ќе имаше требаше да биде зона А 40 или 50 денара, зона Б 30, зона С 20 или 30. Некаде беа двојно повисоки од овие сегашни цени. Меѓутоа, за да биде во интерес на граѓаните, направивме да биде јавно предпријатие, чисто јавно предпријатие под наша ингеренција, надлежност и така натаму. Успеавме да бидеме најрационални, можам уште еднаш да заблагодарам и на екс-градоначалникот Чилегов на град Скопје и на советниците тогашни. Добивме пајак служба возило донација од град Скопје, кој што кошта над 100.000 евра. Него инвестирав. Паркинзи доби простори во делот на општина Кавадарци, уредени простори направени да функционираат, одбележени паркинг места во А, Б, С зона и депо или плато каде што треба да ги складира подигнатите возила и возилата и односно да издава гражи или потреби за делот на граѓанство во делот на земјоделието. Дека треба да се шире обемот на работа на јавното предпријатие, јас да, се согласувам, треба да се шире, пошто директорот ево е тука и вака ми стои доста амбициозен и храбар во одлуките. Јас почитувам такви личности и сакам да спроведиме до крај. Од денеска директорот се задолжува да, доколку увидел дека има пропусти во државни институции, на полицијата, на УЈП, на судството, да си работиш по план, по програма и доколку јас се увидам или ти направам ревизија, дека пак ги толерираш, ќе носи санкции. Значи, че си тераш како што тера и полицајецот на улицата, за сите исто. Значи, не треба никој да биде повластен од таа работа, се согласувам. И јас лично за моето возило се плачам годишно 12.000 денара и го паркирам во сите зони. И верувам дека секој еден од вас треба да го направи тоа и да функционира така. Значи, директоре, да ги избришиш тие такви повластени сите и да ги известиш дека во рок од една недела постапуваш за сите еднакво. Без разлика на која институција е возил. Дали на обвинителство, дали на УЈП, дали на судство, апсолутно за било која институција. Единствено што не смееш, мислам дека не смееш да дигнеш полициско возило означено или пожарна и амбуланта. Друго, се, не УЈП сака дека пише и дирекција за големи данъчни обврзници, што вика и ова. Работи по 50. Ако издржиш 3 месеци, ќе бидеш одличен директор. Второ, во делот на пајакот. Сега пак зависиме од полицијата. Доколку нема координација со полициска станица и со оваркаваци, за да функционира пајакот, во тој момент ви пајакот може да го користите. Денеска има една слика, многу интересна, само да отворам, на реално Кавадарци. Има една кола паркирана на тротоар кај што деца и луѓе не може да движат, протокалова боја со негативни таблици. Винска. Убаварам се обратиш, ти дадат газа на колата или со чиста информација. Кај се најде ти умавето? Не се најде од Значи, си почнеме однос. Готино со кожерет, морам да ги бранам негативно. Че си почнеме однос. Да се паркираме како што треба, да се паркираме соодветно и да нас санкционира соодветно. Во делот на зголемувањето на обемот на работењето на дејноста,
во уличното осветлување ние некаде мислам дека трошиме околу 1,5 милиони денара за одржување на улични цисти. Драган, ако не се лажам, мислам дека е тука сумата. Ако направите економска анализа во тој дел, јас се прифаќам како надлежност да му пренесеме на јавното предпријатие за паркирање, ама тоа че значи дека треба да вработат соодветен електричар, треба да купат возило дигалка за да може да функционира, да го одржава тоа возило, да менјат светилки. Видите дали во тие 1,5 милиони денара ние би се склопили економски или тоа е негде околу 131 денара месечно. Сами знаете на дефицит на електричар, на мајстор, на таков кадар колку е тешко и одржувањето на таа работа. Али ако се согласите, ја би ја дал надежноста со единствено барање дека ќе барам за рок од 24 часа светилката да биде сменета како што е и сега, по пријат. Таа група работна која што бара и советникот Јован, значи ако вака само се замолуваме да направиме, нема да направиме. Дај да седнеме да направиме таа работна група. Еве да предложиме. После совет, седните, ВМРО, седните, независи, направите на група 5 члена, заедно со директор и ова што го зборуваме денеска искристизирате го целото. Никој не е уповластен ситуација од моја страна, само јас сум мислел да менеджираме нешто кое што можеме за да функционираме како општество. Функционирањето наше е такво како што е. Сите ургенции кои што дошле на моја врата се решени на еден единствен начин. На мојот возач оди платија канџата и нека му извадат меѓу време. А нема што да го замарам ја мојот пријател, ако сакам да му учинам. Така ги решава, така од фискално се кајме. Си ги чувам. Така да немам потреба никако да штитам, ниту па да направим било што. Али пак ќе повторам, мислам дека треба како јавни институции државни да имаме некои меѓусебни соработки во делот на интерес на општеството. Се случуваат соврчајни незгоди каде што треба се да чисте патот побрзо, да се пуште патот у функција. Се случува да судството негаш има одземени предмети, автомобили, трактори, коли, кои што треба да му учиниме на таа работа. Они буџети за тоа нема, а треба да се изврши. Мислам дека таа соработка едни со други треба да имаме, може со одлуки да го направите тоа со управен, со надзорен и сега политички можеби непопуларно, ама за народот е окей. Дали, пошто еве, имаме желба, имаме доста економисти, имаме доста писмени луѓе у делот на сите сфери у Советот, дали се согласувате дека биде точка за разгледување управен и надзорен одбор на јавното предпријатие Комуналец, колку кошта управен надзорен годишно, директоре? Така, значи негде околу 900 денара годишно кошта управен и надзорен во јавното предпријатие за паркирање, да најдеме луѓе соодветни, дали се на ваков таков начин, кои што тоа без надомес ќе го работат, автоматизам ние веќе 50% ќе ја направиме загубата да не биде. У предпријатие ќе имаме загуба 1,5 милиони денара, а плаќаме управен надзор по 5.000, по 6.000 од човек. Мислам дека не е вред. Да ги укинеме паушалите за управен за надзорен, да си го справили што си го видел, предпријатието си е во добивка. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Повели Круме Левица. Знаете дека нашата партија идеолошки гледа против комерциализација на паркинг простор, јавниот паркинг простор. Добро ми драго ми е што беше спомнат управниот надзорниот одбор на тоа предпријатие и работната група која што Јован Златевски предложи. Сега, постоењето на таа работна група би било скроз непотребно кога управен и надзорен одбор на тоа предпријатие би биле стручни лица кои што знаат што прават и што работат и да дават насоки на самото предпријатие. А вака ние само ќе бюрократизираме и ќе бюрократизираме повише таа дејност на тоа предпријатие. Сега ние да се договориме нешто кон управниот одбор да му принесеме кон управниот одбор, иако ако више не е стручен, нема да може тоа да му дае како насоки на јавното предпријатие. И уште една ствар за однос на претходниот совет, директорот се изјасни дека има огромни расходи во однос на плати на доместоци, па прашањето ми е дали се планира замена на одредени човечки ресурси дали со пристапни рампи
во однос на некои паркиралишта кои што со затворен карактер, како што се преставените единици. На таков начин веруваме дека и ќе се намалат човечките ресурси кои што и самиот директор кажа дека се луѓето изложени на екстремни услови, на напади од граѓани едно друго, а од друга страна и да се намалат трошоците кои што ги имат корисниците на тие паркинг места од стамбените единици, кои што би имале посебни чипови и би ги искористиле за да влезат во самиот паркинг простор. Благодарам. Повели Сакалиев. Колеги, свака сега. Моје видовење и една моја насока на ова работа, јавна работа е паркирање. Ние сега сакаме да имаме управен одбор и надзорен одбор. И има тоа предпријатие истар и работи по статки програм. Советот одобрува пари, ние се договориме уште пред 2 години дека тоа ќе биде закупувано, дека треба да даваме субвенции од буџет. Сакаш да имаш градот и сакаш да биде профитабилно. Ако сакаш да биде профитабилно, тоа беше приватно, остави го приватно, имаше по основ на тој што го стопанисува да влезат пари во општина и имаме пари. Ние се одлучивме по насока на градоначалник, што и за мене прифатира. Да, тоа е следната преизгледа. Немој да се мешаш во збор, ќе ти дадат кој после. Прифативме насока на градоначалникот и направивме проблем, инцидент, го реши проблемот така како што сакаше градоначалникот. Како што не лажеше градоначалникот и лагата ја прифатив. И сега викаме тоа било недобро. Ве молам без не, ворете да бидеме на ниво на достоинство малце. Ама ворете Ристе. Значи ве молам пристојност малце. Молиме. Ние дадовме идеја градоначалникот испоштуваме да прифатиме ова предпријатие да работи со загуба, да го субвенционираме, како совет да дадиме насока на управен и надзорен одбор и да мрднеме чекот натаму. Немој да се надевате дека од предпријатието данок на добивка ќе има. Нема да има. Не се многу пари, 5 до 6 милиона од буџет да ги даваме на предпријатие кај што секој што доаѓа во градот вика, ова да си е добро. Уредено, паркинг. Нормална работа е како од буџетот додат пари за образование, у комуналец одат, у јасмина одат, у култура одат, у вински музеј и у паркинг одат. Ние сега како сакаме да јавно предпријатие, да има бенефит граѓанинот, да имаме и лизгање и пари да имаме. Не бива тие дела. Нека си биде со загуба, не се многу пари, 4-5 милиона да ги даваме, ниту пат ќе не помогнат тие пари ако управен одбор не имат пари. И надвор, тие се мали пари. Колеги, една работа, ова е јавна работа, јавен интерес. Ние трошиме јавни пари, буџетот се полни и ги даваме на народ. Даваме плата на паркинг. Да си тргне од глава дека паркинг може да биде 100% профитабилен. Че биде го некоја мера профитабилен, ако имал загуба од 6 милиони, че имал 4, од 3, од 2, чекор по чекор да го решава. Нема уште првата седница, почеток на мандат, ние се да решим. Колега, те почитувам, ти помагам. После некоја време ќе видиме дека мора така. Ниту една иницијатива што била дадена од началникот не е контра изработена. Се е со убедување и се е со подршка. И сега уште на првиот состанок, ваква група, наква група, тоа не е во статут, не дава закон да правиш група. Ние како советници, ако не успееме да дадеме насока да управи надзорен одбор или некоја наша идеја се спроведе у паркинг, нема да има ефект. Мораме да ги префаниме реално слајка. Сакаш убав град, сакаш привилегија, не ќе пари да даваш, сакаш да печалиш пари. Не се печали пари, тамо се трошат. Благодарам. Да ја поддржаме програма. Никој не спомна дека паркинг или јас не работел од 4 месеци дека било кој. Дека буџетот граѓаните даваат пари и ги вртиме пари од народ за народ. Мора да прифатиме ситуацијата. Програмата да има свој име, да им дадеме пари ако им треба и да не даде Господ и наредна година да треба да им дам уште повеќе, али некои работи ги буваат не сака. Благодарам. Советник Повли градоначалник. Ја пак би го ставил предлогот за разгледување за управен надзорен одбор да бидат професионални, а да бидат бесплатни. Мислам дека има соодветно кадар и општината, и советниците, и обкружувањето да бидат бесплатни. Тоа се 9.000 денара на годишно ниво. Тоа се големи пари за на предпријатие кои ќе прави 10 милиона бруто обрат и прави милиони и пол денара загуба. Тоа е клучна точка. Благодарам. Повели Кузманов Памелов. Почитувам градоначалниче, председател на совет, колега советници, медиуми, граѓани.
на општина Кавадарци. Значи, сакав како и предходен член на управен одбор на ЈП Паркинзи да кажам, според мене јавното предпријатие Паркинзи во делот на штедење, односно во делот на трошци, мислам дека рационално ги користи сите ресурси, максимум ги штеде своите средства. Во делот на приходниот дел, сметам дека за да се заштите таму, бидејќи околу 74% од приходниот дел или околу 70% од расходниот дел се бруто платите, за да предпријатието дојде во некоја добивка, треба да размислуваме каде ќе го зголемиме приходниот дел, но не на штета на граѓаните. Односно, делот каде што би можел да го зголемиме во дел каде што би остварувале средства во дел на одредени идеи каде што претходно ги имаме разговарано со градоначалникот. Така една идеја ни беше и во изборната програма на градоначалникот на туристичко возче кое би се ставило во интерес на граѓаните и на туристите, каде што сите би користеле бенефит, односно би бил еден иноватив во градот и би се радувале дали и туристите и младите, не младата популација, но и повозрастните. Исто така и размислувавме во тој дел каде што би можеле одредено пак некое државно земјиште би се ставило во како не проширување на дејност, туку би се ставило на располагање на паркинзи, каде што исто би се помогнало на граѓаните, каде што некои имаме собственици на тешки товарни возила, нема каде да ги паркираат своите возила, тоа сме сведоци каде се уште гледаме некаде дека има поставено по улици тешки товарни возила, на овој начин предпријатието би помогнало на тие луѓе, би остварило одреден профит. Такво размислување е дали може, знам дека јавното предпријатие Паркинзи во Прилеп исто има и царински терминал, дали може и во тој дел да се прошири јавното предпријатие Паркинзи, значи тоа би било како идеја за размислување, значи нешто што би остварило профит, но не би било на штета на граѓаните, односно би била општа корист и за самите граѓани, за собствениците и за јавното предпријатие. Благодарам. Благодарам. Павле Мелов. Сите јавни предпријатија не треба да работат со добивка, туку треба да бидат на праг на рентабилност, дури и да има одредена дотација, меѓутоа да таа биде, како се вели, минимална. Нашиот предлог беше, и гледам дека и колегата од ВМРО ДПМН дава конструктивен предлог, во однос на зголемување на надлежностите на самото предпријатие со кое што ќе остварува самото дополнителен приход. И така, на тој принцип, да го направиме јавното предпријатие рентабилно и самостално на еден среден и на долг рок. Затоа беше и мојот предлог како пример во останати градови дека функционира во рамките на јавното предпријатие, паркинг е дадено и функционира, како се вели, одржувањето на јавното осветлување. Тоа е инвестиција која што се прави еднаш и која што може да се користи подолг временски период, а тие парични средства да бидат пренасочени во јавното предпријатие Паркинзи. Благодарам. Благодарам, советник. Идејата може како заклучок да му надајме дејност за одржување до година на бира на јавното бюджет. Да и да волиш. Не. Не, предлага. Како нема кадар? Николов Павле. Николов. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, колеги советници, медиуми и граѓани, за зголемувањето на делот на јавното предпријатие Паркинзи со улично осветлување, че прво треба да се направи една добра економска студија колку тоа би коштало реално доколку биде во собственост на, односно надлежност на јавното предпријатие Паркинзи, да не испадне сакајќи да добиеме добивка да направиме уште поголема загуба. Затоа еве да оставиме простор во нареден период да се направи економска, финансиска анализа, колку ќе биде рентабилно, колку троша општината за јавното осветлување, а колку ќе ни требат средства за да го формираме тој дел во јавното предпријатие, да се набави соодветна опрема, да се вработат соодветни лица, тие лица треба да земаат 12 месеци плата, нема да земаат 3 месеца колку ќе биде
или од поправка дали. Значи тие делици треба да бидат во 2, во 3 смени кои ќе има потребни машини. Така да предлагам, ако се зголемуваат надлежностите со овој дел да се направи предна анализ. Благодарам, Николов. Павле Златевски. Јас баш од тие причини сакав да се формира таа работна група. Но така да не се губи време да си кажуваме и ова, и она, и ова, оваков предлог и поеднаков предлог. Затоа сакам таа работа да што поскоро да се формира и почне да работи за тие дел да се заврши и да му се помогне и на управниот одбор на јавното предпријатие во тој дел при составување на програмите и разгледувањето на сите предлози. И кога ќе дојдеме тука на наредниот состанок, да бидеме начисто. Това ми беше целта на таа работа, а не да му ги взимаме ингеренциите на управен одбор и на нас да не. Не сме за това. Повели Ристе? Колеги, единствено што можеме сега парички бара да ги гласаме, најлесен начин и што го практикуваме ние, општина Гавадарци, предходни 2 години. Има проблемот се решава со това. Ако ставиме терет на граѓаните, уште по 10% на се што сме донели како давачка, нема да ги оптерете граѓаните, тоа е едно решение што најлесно се дава. На почеток на мандат се дава такво решение. Сега, пример, ако донесеме една одлука 10% да покачиме паркинг од 2 дена, не е скапо. Ајде одиме со тоа. Поскапува струја, поскапува вода и нормално и тоа народ ќе го види на годинама ќе го прифати. Место 5 пати Говорете Ристе. Ние имаме Градоначалник, реплика. Ker имаше конструктивни предлози. Од левици имаше предлог кај што треба да се размислува за наредната година дена да се постават рампи, автоматизирање на паркингите, со тоа се намале и изложеност на луѓе што ги имаме и нивната продуктивност. Таму кај што затворени паркинг, како катната гража, утре е пазарот, подзоните за домаќинство и другите работи треба да се размислува да се оде со рампи, со автоматика, со софтвер, да се наплачи. Време е за тоа што 2 години постоја предпријатието, културата веќе е дигната на ниво, луѓето се навикнати, единствено треба тоа да се автоматизира. Во делот на отворените паркинзи, таму веќе неминовно е да мора да имаме контрола и во Америка и во Холандија, е така, секаде луѓе контролираат и сета работи. Има уште еден момент, има софтвер нов, кој што треба да го размислувате, а не само да кажувате овој не платил, тој платил, да бидете по-конструктивни. Има софтвер со самото движење на луѓето од возило, да му сигнализира која кола нема платено и која кола уште колку е истечен времето што стоја таму. Така да не мора човек пешки да оде од кола на кола да типка, при движење се регистрира. Регулацијата, софтверот ги има, не е скапа работа, врз основа на таблиците, врз основа на поректи кои ќе ги добивате за тој софтвер, тоа се регистрира. Како тоа е со видеонадзор, така? Со камера. Тоа е делче на малите ресурси и изложеност на луѓето да бидат на улиците. Паркирањето всегде светот постои. У сите градови посоодветни и поголеми постојат. Некаде е до фаза на голема автоматизација стигнато, некаде до фаза на почетност. Ние 2 години почнаме, успешно го работиме тоа, успешно функционираме и мислам дека, ајде да не речем, злоупотребата или тенденцијата кон таа работа на минимално ниво. Го спомнавте Прилеп. Во Прилеп нема никаква контрола на наплат. Уште наплачат касиери пола како на Патарините што беше пред 15 години. Ова не критикувам, него е реалност. Кај нас барем нема допирни точки со пари и тоа се оде малку по-транспарентно и по-објективно. У делот на вработените. Ние нямаме проблем со вработените што се на терен. Ние имаме 6 души на терен. Ние имаме административни вработени, повеќе колку што треба. Треба и тука да се разгледа и се размисли. Зошто го спомнувам цеврани управен надзорен тон? Не дека имам против некој нешто лично или било како. Не знам ни која е сумата моментално за управен надзор, но 60 денари месечно од човек, колку луѓе става? Управен и надзорен по колку има директора? По 10 луѓе 60 денара. И 60 денара месечно може би не се проблем доколку функционира предпријатието како што треба. Але да имаме транспарентност и објективност, тој управен одбор треба е баш овие работи да ги менаџира, затоа што има еднаш месечно состанок, а 6000 денара сепак се некакви стимулативни средства за да може да
стигнеме до некъде. На крајот од денот работиме јавна работа, работиме во интерес на граѓаните, некои го работи тоа и бесплатно, кој ќе има можност, некои се откажува од паушал, се во интерес на предпријатието. Многу е сензитивна точката. Што кажува господин Закалиев да ги покачиме цените. Најлесна работа е тоа. Покачува ги цените до безкрајност, кога си монопол, многу лесно да качува и цени. Виде конкуренцията каде. Значи, кога е монополско работење, не смеем да дозволуваме само да равенствуваме на качување на цени. Значи, ја не би дозволил покачување на цени во делот на паркирањето, пошто имаме многу други ресурси кои што треба да ги искористиме. Јован ќе го предлага. Во делот на работната група, во делот на сите податци кои што ги имаме од уличното осветлување, извадите зашто толку малку плаќа општина Кавадарци за улично осветлување, само за дневна работа. Фирмите кои што се јавуваат на тендер за улично осветлување, нема е примарна дејност нашата поправка на сијалици и ламби, него му е споредна дејност. Они возат и користат и за многу други работи, за приватни цели, за инсталации, за сите работи и покрај тоа менуваат кај нас светилки во делот на што го пријаме како прегорни светилки. Мислам дека со милиони и пол денара и со вработување на 20 електричари кои што бруто месечно не би биле малку по 50.000 од човек и купување на едно возило, дека нема да биде рентабилно да го даеме одржувањето на уличното. Але еве да го провериме, да го видиме и нормално треба и да биде квалитетно запазен и одговорност во тој дел. Има многу големи стандарди. Еден електричар да има соодветна лиценца, годишно плаќа 10.000 денара по човек само да има лиценца секоја година. Работи со струја. Мислам, сепак е деликатна дејност. Ја мислам дека, доколку ковидите поминат и го ставиме пазарот у функција и креативните моменти ги надминиме заедно со IT сектор, софтверски решенија, со рампи, со картици, со комплетно паркирање и другите работи и со дел на зголемување на дејноста, дали ќе биде тоа со туристичко вовче, кај ќе имаме приходи, дали ќе биде нешто во делот уличното осветлување или било што друго би дошло на јавното предпријатие, мислам дека треба да дојдеме до позитивна нула. Позитивната нула за мене во јавното предпријатие ќе биде комплетно оправдана. Најголемите трошкови и неносење на приходи се од ПАЈАК службата. ПАЯК службата имаме 6 души вработено, а немаме воопшто реализација. Тоа е поради тоа што полициската станица вика дека нема кадари полициски служби кои што треба да бркат работат. Нашиот ПАЈАК за жал во моментот работи во Неготино 3 пати неделно. 3 пати неделно и остварува реализација на 10 до 12 возила. А у Кавадарци не дига ни едно возило. Така да, тука треба да го бараме проблем. Да. Ама га са неготинци да паркираат на нашите тротоари. Со там какви коли не се. Тамо дигат и тука почнаа коли ги паркираат. Така да мислам дека треба тука да се размисле и да се разгледа. А верувам, Орце, ти си директор финансов од Пикреш па Петра, сега не му кажа Петра да не отераш и на студент. Дај, видите што треба најобјективно, од моја страна немате никаква пречка, гледам замник директор ти е Таско Атанасов, младо момче, квалитетно, еве ви го Јован Златев, не треба многу комисии, не треба ништо. 1-20 луѓе треба да си ја потерате работите и си ја завршите. И ќе биде таа работа, а не по цена на граѓаните. Нема да покачува цена и ќе успеете. Благодарам. Повели Златевски, на кратко па Богја. Ја би сакал само да го повикам ръководителите тука, нека каже он некои збора, кратко ако може да може. За? Актуална точка. Ајде, повели. Ние сите кажуеме за нив, би сакал и он да каже нешто. Он кажа, ти треба да кажеш. Добре, благодарам се, може да се пуши съм тук всеки път. Може да се побараш избор сега, што се страни. Професионално може би нема право, треба некој да ме повика. Повели, говорете. Добре, колко време имам право да... 2 минути 60. Добре, ајде вака јас ќе покушам. Ќе покушам накратко сам да објаснам. Прво вака само би рекол едно какво е ново сам. Значи сите кога влеговме тука и јас се напивме кафе и вода, никој не плати, ниту јас, никој од вас никој не плати. Така, Жана донеси кафе на сите, нема никој да наплате и дали тоа значи дека Жана не направи реализација кога донеси 100 кафиња денеска и дали тоа кафе е бесплатно. Не. Кафето и водата на крајот некој треба да ги плате. Значи за нас е бесплатно, за госте може бесплатно или за некој е 10 динара кафе. Ама директор, вие прпоста на совет на излегување се плаче, не е бесплатно. Да, некој мора да бесплатно личик, некој мора да го плати. Добро, да се вратиме, ова само беше
во контекст на това ще трябва да го кажа. Значи явното предприятие паркинг не е реформирано като явно предприятие. Целта на всяко предприятие, на кое е търговско, ако е комерциално, не знам, за да остварва профит. Моделът на явните предприятия, значи нормално дека Советот или Општина Кавадар се донела одлука дека това предприятие трябва да постои такво во интерес на граѓаните, што значи прво решавање на хаосот во сообраќајот и решавање на проблемите со станарските паркирања, моделот на оние граѓани кои што немаат каде да се паркираат. Предходно е започнато значи со депото, дадено значи година и по предходно работеше депото и ПАЕК службата, а во функција се уште не беше активирано зонското паркирање и така се почна. Сега, што значи тоа? Доколку ние даваме јавни услуги, како приватни предпријатија, нели така каже и градоначалникот, а и во физибилити студијата што ја читав, се тргна од тоа дека на основа на тие цени и на искористеност од 30% ќе остварува предпријатието добивка, односно вкупни приходи од 30 милиона денари. Океј, физибилити студија знаем што значи како се прави таа. Во ред е тоа, меѓутоа на жалост љубов теоретски лепо звучи, ама во пракси не е така. Значи ние сега имаме сосема друга ситуација. Од првичната физибилити студија, кај што беа предвидени 1000 места, од кои 460 беа предвидени за стандард, 3% за инвалиди и хибридни возила, и требаше со 500 комерцијални места да се работи. Меѓутоа, на барање на стандард, уште првите 3-4 месеци, че беше установено дека оние джепови резиденти што ги велат меѓу зградите, кај што сега овој за не плати 10 денари оди да се паркира таму, на нивно барање се дополнат со уште 500 места меѓу зградите, кои што се нерентабилни, некомерцијални, не се искористени, меѓутоа на барање станарите да има каде да се паркираат вечер или прекудено, за тоа што овој за 10 денари оди таму се паркира за не плати ако беше бесплатно. Значи, на нивно барање тоа е направено. Таа зона С, нас ни е 900 места. Значи, ние вкупно сега разполагаме со 1500 места. Станарското паркирање, кое што е различно во секој град, некаде е бесплатно, некаде е 300 денари месечно, некаде е за прво возило. Значи, тоа е веќе политика, одлука на Совет, на основачот, на локална самоуправа, че може тоа да биде по цена и поскапо и поевтино, меѓутоа прифатено 900 денари. 900 денари на годишно ниво. Што за мене, окей, тоа е политика, ни таа ќе ја спроведиме од 900 денари реализација, тоа е 763 денари се приход. Значи, од 1200, колку што излегува на почетокот дека по критериумите кој има право, кој нема право, значи нема право ако има гаража, има двор, не знам, другите имаат право и се распределени на сразмерни зони. Значи, во зоната која што е и една ако алтернативна зона е уште една зона каде што може да се паркира. Значи, таа услуга ја користи 1200 возила такви, кои што не значи дека во текот на денот 1200 се паркирани, меѓутоа на крајот на денот на вечерта негде може да се прибере. И ние во суштина фактички работиме негде со 300 до 400 комерцијални места. И сега што се случува тука? Значи во делот пример сега на контролот. Оди пример сега не знам по Илинденска, по не знам по друга улица, ако од 20 возила, 15 се станарски дозволи, 4 се комерцијални само со СМС порки, тие 4 носат не знам за една саат 30 денари. Ние имаме процент на искористеност, тие ги прават на дневно ниво, тие анализи дневни и месечни. Значи ние сега имаме процент на искористеност на зона А 2,4 часа дневно комерцијално паркирање. А по зона А да помине, че нема никогаш место, што значи или се бенефицирани карти за вработени од 450 динари, или се станарски карти кои што тука се нема кај да одат. Значи тие сме рекли тука луѓе живеат со години, нема гаража, нема двор, мора тука да се паркира. Тоа дали значи дека луѓето не е изработили работата? Значи луѓето изработили, ама вика што сум ја крив ако секоја втора или прва или трета е станарска или е со повластена карта. Значи ние работата си изработуваме, луѓето си работа. Меѓутоа, тоа секаде е така пракса, че нето си изми топла вода, јас го мразам делото оно да криеме загуба. Значи, зошто правиме загуба? Ние треба да најдеме начин на кој што ќе го планираме финансирањето, кој што треба да биде како. Треба да предвидиме, викаме, праксата ни покажа дека од СМС пораки на основа на сегашното 2-годишно искуство, кај што имаме 1200 пораки дневно, 31 месечно. Значи на база на СМС пораки комерцијално паркирање при ова констелација на овакви да речеме услови, остваруваме 700 денари. Од продажба на гретки остваруваме уште 100 денари. Од карти за вработиме остваруваме 50 месечно. Од месечни карти 150 денари. Од не знам фарбање приход. И сега останува дел кој што ајде сега се вратиме, кој што некој треба да го покрие заради тоа што тие места што сме рекли дека се бенефицирани, субвенционирани, не носат приход, ако го не би биле тие, би донеле 100 или 200 динара по место. И вториот дел, ПАЕК службата, која што е формирана за потребите на градот, значи не е таа, и викаме дека треба да таа служба постои како таква, значи таа има заедно со депота доле, кај што имаме 200 места за паркирање, за монтажни гаражи, тие 200 места се по цена од 4000 денари годишно, односно 3400 денари без ДДВ. Значи 200 места, ако помножиме, ние имаме 600.000
денари приход од депото и од работата на ПАЕКот уште 6.000 денари. А трошокот на таа ПАЕК служба изнесува 4 милиона денари годишно. Земајќи дека има таму 6-7 еден, на жалост почина, 7 луѓе со обезбедување со сето, значи тој трошок. Сега, тоа исто како сега ако пожарот има 30 луѓе, ако не изгорем една куќа и не прават интервенции, да не треба да земат плата. Значи ние треба да сме свесни и да знаеме дека слушај оваа служба, ако викаме дека треба да постои, таа служба годишно кошта покривање 3 милиона денари. Доколку се направи да се поголема ефикасност, да се направат сегашниот просек од нас 0,9 возила дневно. Имавме на почетокот 2,3, 2,4, ланската година планот е правилен кај што омавна, затоа што имавме тврди ветувања со полиција дека ние следната година ќе направиме просек мора да има 4 возила дневно. И ја ги проектират 4 возила дневно. Дека ќе видат. Меѓутоа, од тоа ништо, со работата, за жал, дали треба полицајци од неготини да увеземе или обратно, ни ПАЕК таму, ни полицајци тука, значи таму сега почнеме неколку пати го прачаме, кај шума ефикасно, кај не се уште едно, за малку едно или ни едно. Е тоа. И сега, а викаме дека служба треба да постои. А ги прави трошкови, тие се, значи платите бруто, нето, гуми се кинат, се јавила гранична полиција, кредните возило, паднало вамо, намо марихуана, пукано возило, носи го, донести го. И баш што таму има 120 возила донесени 3 години кои таму стоят, кои што гледна институција за тие не плаќа, окей, меѓутоа тој трошок е направен. Тој трошок мора да бидеме свесни дека тој трошок е 250.000 денари месечно или годишно, тоа се 3 милиона денари кои што како служба ако треба да функционира, треба да тој дел да го дотира. Камо да оствари нека направи просек 5-6, нека направи плюс уште 1 милион. Вие сте основачи, вие сте газди, акционери, како сакате кажете, тука вие сте основачи, па таа добивка ќе кажете ние публикуваме, па направите рампи, инвестирате, правите нешто. Меѓутоа во суштина во тој дел мора тој дел да биде обезбеден затоа што работел не работел таа служба 2 смени мора да стои и мора да постои на повик да дојде сообраќајка овако накој да дојде. И вториот оној дел што го реков, значи тоа е во делот на тоа субвенционирано паркирање, кај што окей, знам тоа е непопуларна мерка, сега да речеме не е сега и 500, но ќе биде 350 денари од прво возило како што е во Скопје и на 350 пута 12 месеци доаѓа некоја сума која ше многу повеќе од колку 900 денара годишно. Поготово, окей, 900 денара годишно за С зона можеби е окей, затоа што таму таа зона не е искористена. Меѓутоа луѓето мора да отидат таму, мора да провере ПАЕКот ќе изврте возило, ќе провере контролорот, ќе отиде до таму, ќе биде, значи материјалните човечки ресурси го трошиш, а таму немаш ништо, профит и рентабилност, а е направено во интерес на граѓаните да има каде се паркират, за да не можат бесплатно другите, ако се другите паркинзи бесплатни, таму да му се паркират. И останува дело тука што е во А и во Б зона кои што се испреплетени. Ние имаме 230 места во зона А и 380 места во зона Б. Тие едно со друго се преплетени тука и за сите овие кои барат станарски дозволи и кои што ги исполнуваат условите, ќе му се дава алтернатива, значи во место кај што живее со една алтернативна зона, ако тука нема, до него. Меѓутоа тие се 600 места кои нас се најкомерцијални, поготово веќе А зона или инденска. И ние, ако таму имаме сега, пример, ги нема тие станарски возила, нема да бидат процентот 2,4, нема да биде 2,4 часа просечна искористеност, ќе биде 5 часа. Ама ако биде 5 часа, тоа веќе е полна капа, значи тогаш не треба да биде. Така да во тој дел, за тоа што кога ги проектираме расходите, ние знаеме расходите не се оманати, никад точно може да ги предвидиме. И плати, и фиксни, и вакви, и такви трошки, сето го знаеме тоа. Меѓутоа, за да тие расходи дојдеме на позитивна нула, да ги покриеме, ние треба да проектираме приходи кои ќе бидат влезени во програмата, не покривање на загуба. Него да биде тоа дотација за работењето на ПАЕК, службата која работела, не работела, прави 3 милиона загуба, дотација за станарското паркирање од просечно го земам просечно 1 час дневно, дека ако не си тие возила, односно ако едно место кое сега не е зафатено со станарско возило, се искористи само 1 час, тоа се значи месечно кои што би требале по тој особ 220-230 денари. Значи тие сега ги собереме 230-240 и ПАЕК 500.000. Годишно си како и да ги вртиш, тие се 6 милиона кои што ние не дека не сме ги изработили, сме ги изработили, меѓутоа немаше ефект од тоа. Камо да подобриме велам, значи во делот на ПАЕКот, да подобриме сега сакаме надграда да правиме со софтвер кој ќе имаме многу поголема контрола и удвижење во запазување, во казнување, во сето тоа. Да се подобри, тогаш би било и рентабилно и профитабилно, али ова не значи дека е нерентабилно или тоа што ние не работиме, не знаеме да работиме. Значи, тоа е многу грубо звучи тоа ќе покриеме загуба. Не покриеме загуба, ние покриеме, дотираме таму кај што сме рекли дека е бесплатно, кај што сме рекли дека е субвенционирано, кај што сме рекли дека граѓаните ќе користат, не знам, за 900 денари место. Така да во тој дел сакам да ме разберете, значи да не биде тоа да си влезе, јас програмата ќе ми ја готвам, ќе да чекам и работна група да уште еднаш
пак я погледнем, иначе ми е изработена, чекам още от работна група за ключовци и предлози, още нещо совети, как ще да можем да я презентирам и да следната година си влезе. Той дел кој што останува не покрие, а е изработен, значи не може да кажа исто си коварките, че донеси кафе, ама няма да го плати. Значи да си влезе тоа како ставка, која што месечно би се реализирал, би се правила, да не биде сега секој месец, овие загуби изкаже, шо работа, како работа, не. Во делот на преработеност, да ви кажем, че сум ги анализирал сите предприятија јавни за паркинзи. Стандардно за контрола на паркирањето на 100 до 150 места, зависно од конфигурацијата на теренот, еден контролор. Ние имаме 1500 места, нека се не на 100, на 150, тоа значи треба 10 контролори за ефективна контрола во една смена и 10 во друга смена. Ние имавме на почетокот 12, еден, 20, тројца пак замина, еден отиде во депото, бидејќи немаме чуварска служба кога трета смена да работи, пошто него бива за на улицата. И ние се фактички работиме со 9 контролори да покриеш во две смени, 4 или 5 се во една смена, 4 или 5 во друга смена и по 20 блокатори и да покриеш зона која што од едниот крај и другиот крај. А викаме стараат лози чувар, значи ако не го гледа жолтиот телек пред Рома, ако застане овој не пушта порака или ако често миниш ќе пушта, ако поминеш овамо па стигнеш, па дури се вратиш, он ќе го испие кафето, ќе седе на сад, ќе си тргне. Значи во тој дел нема превоработен, со ово што го каже градоначалникот, ќе кажам, таму се 11 луѓе вклучувајќи хигиеничар, кафекувар, архивар, не знам што. Океј, тројца луѓе да речеме и се мене бишов да речеме во администрација. Ако се тројца не се тогаш, ајде. Затоа што сега тука е Јован книговодител. Ако ти изготвуваш една фактура, работата за формирање на еден договор, една фактура е иста без разлика дали ќе пишеш 450 денари или ќе пишеш 1.400.000, така? Сега ние имаме 6000 фактури така. 6000 фактури, од кои што сите тие фактури носат 1 милион вкупно годишно ги сметаме. Ти градоначалник ќе бидеш, доста му е бе. Не, сакам да ви кажам, сакам да ја сватите суштината за што се работи и да ги поставиме на здрави основи ова финансирање. Структурата на приходите е така, затоа што ние трошките ги гледаме колку тие се неизбежни, тие си тука нема ни дена репрезентација. Тука ово што гледат ставка 400.000 расход, што ќе биде тоа искажено загуба, тоа е возилото кое што ние купиме со кредит, после 2 месеца е донирано на општината како донација, неотпишната вредност и амортизација се 500.000 денара. И така да тој дел го искажуваме како дадена донација или не иста ставката е контото исто. Така да заради тоа се јавува во тој дел на расходот. Така да во тој дел сакам да ме разберете, че ова е до тука е тоа, а ово ќе биде основа за програмата која ќе гледаме следната година. Благодарам. Директоре, повели Богева. Јас ќе бидам кратка. Значи, директорот спомна и началникот дека луѓе на терен има малку недоволно, тоа беше документирано и во извештајот претходно што го гледавме и тоа може и причина што има остварено помалку приход ова јавно предпријатие и треба да се работи на тоа поле, има повеќе луѓе. Добро ако има софистициран софтвер со кој што ќе се следи состојбата на терен, но со проширување на паркинг зоните, со пазарот, со трговскиот центар, со нештата промени што ги направивме, ќе треба дополнително луѓе на терен. Со оглед на тоа што ова јавно предпријатие има висок трошок за доплати моментално, не може да се дозволи дополнителни вработување на тоа поле. Значи треба да се размислува дали од тие луѓе што се во администрација има простор за луѓето да се вклучат на терен. Не е фер спрема луѓето што се на терен заради тоа што не само што вршат контрола на плаќањето и на паркинг услугите, тие луѓе мислат дека се вклучени и во фарбањето на вршењето на тие услуги. Така што колку и да сакаме да бидеме фер спрема сите вработени, на некој начин не сме фер спрема луѓето што се на терен, кои што работат во зимски услуги, ги гледаме секојдневно и тоа треба да си го има исто во предвид директорот во програмата за наредната година, што може да се направи на тоа поле. Уред, благодарам. Бидејќи никој не избор. Да одговорам само на господин што рече за автоматски рампи за тие. Значи рампата стане врзана повторно со куќичка и што мора карта да земе на влезот да си ја наплати, така тоа брзо до 20 луѓе таму. Абе има автоматска сега не се такава. Абе карта извади бордо Париз па човек не видов. Почитуван директор, едно прашање само од мене до вас. Спомнавме во вашиот говор дека за соработката со секторот на МВР, за зголемување на приходот од депото, од ПАЕК службата, треба да се зголеми обратот на дневна основа на ПАЕК службата. Значи, според вашето кажување на 4 возила дневно би било во основа на 0. Така да сакам да ве прашам
што е причината со секторот МВР? Зошто мислите дека нашите лица од Кавадарци од Овара имаат дисоциација со вашата работа? Образложението само дека нема доволно кадар, дека нема доволно само на микрофон, нека зборува. А иначе пракса е дека во Скопје сега дека што веде полицајец прва смена е во служба во Пајач и втора смена е во Пајач. И не сме ние тие, него полицијата води напред, ние сме асистенци на полицијата. За жал, лани беше проектирано дека ќе има добра соработка, ќе има полицајци, след тоа дека ќе направим барем 4, а само за информација службата во Струмица е укината Пајак, за тоа што треба за рентабилност 10 возила дневно да крева. Тоа ние не може да постигнеме, не верувам дека може. Меѓутоа 4 се минимум кои што ги проектираме дека ќе ги постигнеме, не ги постигнеме. А сега сме 0,1 или 0,9 или 1,1. Говорете, поглед градоначалник. Значи јас и минатиот совет се случавам дека на оваа тема разговараме и требаше да има заклучок и да пуштиме до полициска станица до командот кој што е под ваша ингеренција пред вас одговара да се врзе задолжително секоја смена да пушта полицаец. Ако не извештаите кога му ги гласите, тоа го имате тоа како забелешка на извештаите на полициска станица. Така да еве нека оде како заклучок од советот денеска, подпишан од представувач на совет до командир на полициска станица и началник дека барате задолжително заради дејноста која што имаме Пајак да има полицаец, а не е битно кој полицаец, тоа си е негова внатрешна интерна распределба, да има на располагање преку денот, а ако биде од 2 смени ќе биде одлично. Благодарам, градоначалник. Еве нека биде предлог да сите советници се подпишеме на тој предлог и као совет на општина Кавадарци го доставиме као барање до МВР Кавадарци за да обезбеде соодветно. Да, тоа има надлежност да нас како Значи можеме да го направиме со подпис на секој советник и со едно изготвено барање до. Благодарам, Вуков. Предлогот на градоначалникот го ставам на загласање. Кој е за? Воздржан? Еден воздржан. Не, ова беше предлогот за градоначалникот. Сега што кажеш ти за подпис да го подпишеш. Да. Токму тоа. Значи 18 за, еден воздржан. Јас да го затворам претрес со оваа точка и сте ја ставам на гласање. Го молам да гласаме. Кој е за? Кој е против? 11 за. 11 за, 5 против. Воздржан? Еден воздржан. Поминуваме на следната точка. Тоа е 16-та. Програма за работа на локален музеј Галерија Кавадарци за 2022 година, донесено на управниот одбор на локален музеј Кавадарци. И отворам претрес за оваа точка. Дали има некој за збор? Повели. Диме? И јас само да кажам дека вчера на Комисијата за култура беше директор на локален музеј Галеријата и даде така едно обширно свое видување, односно обраќање имаше пред нас за програмата за 2022 година, каде што членовите на Комисијата за култура едногласно ја прифатија. Така да, мислам, директорка, мислам дека имаше сега присутна дека е тука, ако има потреба да дојде, ако не, чека. Знам дека чека, ама... Па чим чекава тоа, вик да каже нешто. Да каже нешто, да. Дел преческа е у... Знам, бас тоа и праша и кажам, мислам, не треба репетира. Значи, ако... Членовите на култура да бе... Значи, ако има потреба, колега. Значи... Она си е комисијата. Да. Тата директорка. Дали има потреба од аспект дека вчера едногласно беше прифанато, а и стварно обсежно беше. Обсежно беше. Да се обширно си кажа за дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го затварам претрес за оваа точка и сте ја ставам на гласање. А парки зима ли повеќе точка? Не. Ајде орце. Од работа не ли парки зима? Одиме на 17-та точка. Тоа е предлог решение за давање позитивно мислење на програма на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во основното општинско училиште Димката Ангелов Габер од село Ватоша за учебната 2021-2022 година. Отворам претрес, дали има некој за збор? Види, никој не бара збор. Гласаме, кој е за? Едногласно. 18-та точка. Предлог решение за давање позитивно мислење на програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во основното општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци за учебната 21-22 година.
Отворам претрес. Кој е за? Во ред. Предлог решение за давање позитивно мислење на програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во основното општинско училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци за учебната 21-22 година. Отворам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, истиот ставам на гласање, едногласно. Предлог решение за давање позитивно мислење на програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците на основното општинско училиште Гоце Делчев Кавадарци за учебната 21-22 година. Отворам претрес за оваа точка. Бидејќи никој не бара збор, истиот ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Предлог решение за давање позитивно мислење на програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците во основното општинско училиште Тоде Хаджитефов Кавадарци за учебната 21-22 година. Отворам претрес за оваа точка. Бидејќи никој не бара збор, истиот ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Предлог одлука за распределба на средства во буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Отворам претрес за оваа точка. Бидејќи никој не бара збор, истиот ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Добро. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судски предмет број 58/21 поведен пред Основниот суд Кавадарци. Отворам претрес, дали некој, бидејќи никој не бара збор, истиот ставам на гласање. Кој е за? 24 точка. Предлог одлука за давање согласно за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судски предмет број 47/21 поведена пред Основниот суд Кавадарци. Отворам претрес по оваа точка. Кој е за? Едногласно усвоено. Предлог одлука за давање согласно за судско поравнување 70/29. Отворам претрес. Кој е за? Едногласно. Предлог одлука за давање согласно за судско поравнување број 79/21. Отворам претрес. Кој е за? Наративен извештај за работа на установа во областа на културата, културно-социјалниот простор Подиум Јадро Кавадарци, јануар-ноември 2021 година. Отворам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Повели Диме Коцевски. Денес имаме, за да почерам, че ова беше како посебна точка, накнадно додадена. Беше директорот на ова институција Подиум Јадро Симона Манчева. Таа детално ми го објасна извештајот за работата од јануари до ноември 2021 година. Со една забелешка, кога ќе се носе овој планот за 2022 година, да имаме едно видување на тоа, например, по настан, како одат настаните и како се потрошени тие пари доделени од буџетот на општина Кавадарци, додека исто така беве информирани од директорката дека околу 185.000 денара се потрошени преку Гете институтот, односно од Гете институтот и Јадро Асоциацијата Независна културна мрежа. Тоа беше исто така едногласно го фанаме на овој извештај на Комисијата за култура. Имаше уште еден предлог морам да го спомнам, од директорката, кој кажа дека некаде за многу скоро време требало да пристигне некоја делегација од Хрватска, Република Хрватска, која што долги години го работела тоа што го работи Јадро, за и членовите на Комисијата за култура да направат еден работен составок со нив, да ни образложат што всушност представува Јадро, и нас како советници да ни образложат, а и на граѓаните за тоа што навистина малку е нејасна целата таа работа. Ни го прифанаме тоа, така да само и кажаме да не известят 3-4 дена од напред, за да знаеме да се организира. Благодарам. Благодарам, советниче. Истиот ставам на гласање точка. Кој е за? Едногласно усвоена. Одиме на последната, тоа е 28 точка, тоа е програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2021 година.
Отварам претрес по оваа точка. Со оваа точка бевме запознати пред почетокот на денешната седница. Градоначалникот направи координација со сите релевантни фактори во Советот. Значи бев присутен од советничката група на ВМРО ДПМН и јас, Вуко Мелов од советничката група на СДСМ и независните пратеници, советници. Така да, тука е градоначалникот, повели градоначалник ќе објасни последната 28 точка. Почитувани по однос на развојот на општина Кавадарци, и како совет, и како градоначалник, видиш тоа е како служби, имаме прогресивен развој во делот на комуналната изградба, во делот на урбанизацијата. Ќе потенцирам дека пред 2,5 години донесовме нов генерален план. Во фаза моментално во Министерството транспорт и врски има околу 15 детални урбанистички планови кои што се работат. Во меѓувреме имаме донесено оваа година 10 урбанистички планови и сета таа енергија која што трошиме во делот на развојот на градот и бенефити на граѓаните и на инвеститорите. Предлагаме програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градишко земјиште на просторот на општина Кавадарци. И тоа, во програмата за уредување, начин на плаќање надоместок за уредување на градишко земјиште. По став 4 се предвидува нов став 5 кој гласи: по барање на инвеститорите до општина Кавадарци може да се склучи правно дело договор за уредување на начинот за плаќање на надоместокот за уредување на градишко земјиште и заедните односи врз основа на доставен извод од урбанистички план. Значи, на завршена постапка, на активен извод, со изваден извод, каде што детално во секој извод колку може да изграде деловен простор, стамбен простор и било што, да можеме да склучиме договор за наплата на комуналите. За секое поединечно баре, по донесувањето на оваа одлука, кој ќе го добие општина Кавадарци, се задолжуваме како администрација и градоначалник, задолжително е произнесување од страна на Советот на општина Кавадарци донесување на одлука за давање согласност за склучување на договор за уредување на начинот на плаќање на надоместок за уредување на градишното земјиште и заемните односи. Така да, после оваа одлука, секое барење кој што го имаме, секој договор кој ќе биде изготвен, ќе биде приложен најтранспарентно, најобјективно пред јавноста, пред вас советниците, за да биде потврден како договор, за да може општината да наплати надомест за комунално уредување. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Повели. Врска со ова програма. Во врска со ова програма сакам да кажам дека предлогот е добар. Секои средства што треба да влезат во буџетот на општина Кавадарци, час поскоро, тоа е подобро отколку да се чека показ. И при склучувањето на договорот треба да се води сметка, да се стават точно клаузули дека тие средства ќе бидат неповратни ако не го испочитува договорот, дека тие средства се плаќат еднаш, да нема закаснување и колку побрзо влезат средствата во буџетот, толку имаме можност да планираме како да се трошат тие средства. Ја буџетот го разбирам само на еден начин. Трошат си да, ама мора да има и приходи. Ако има приходи, ќе имаме можност да ги планираме и трошковите. Ако нема приходи, нема и основните трошкови да се ги планираме. И за тоа поддржувам ова програма и ќе гласам за. Благодарам, советниче. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бе разбора, го затварам претресот за оваа точка и сте ставам за гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Со тоа, почитувани советници, го исцрпивме денешниот дневен ред и третата седница на Совет на општина Кавадарци. Повели градоначалник, се извинувам. Пред да затворите седница председателя, би сакал да, пошто е веќе трета седница
ја рачунаме за завршена и помината. Благодарам на транспарентност, објективност работите на сите советници и на службите и од наредната седница на совет, доколку имаме советнички прашања, да почнеме да ги практикуваме, да ги ставаме на совет према градоначалник или према служби, пошто мислам дека треба да ги официализираме тие работи, пошто веќе навлегуваме во материјата и имаме доволно материјал каде што ќе можеме да дискутираме по основ на советнички прашања. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Иста седница ја прогласувам за затворена.